запали. Затоа што начинот на кој што се потресоа сите ние, мислам, не знам, јас и цела нација и сите нации околу нас, и не знам, мислам дојде до сакам да кажам дека веројатно нешто се има случајно со тие концепти на херои, затоа што тој антички концепт, тој воен, милитантен херој, мислам дека со овие монотеистички религии, со еднобожните, се има променето, затоа што кај старите грци се знае кој е херој, тој што има мудрост, тој што има храброст, нема друга варијанта. А со религиите почна да доаѓа на прв план една друга аксиоматска вредност број 1, тоа е љубовта и милоста. И мислам дека овие 20 века се повеќето вистински херои, можда не, па и нашиот херој Фрај. Он има и плюс една компонента на античко херојство, затоа што својот живот во ризик го става. Он не мора, може да живее во Америка, таа удобна малогранска куќа, бла-бла, ама иде таму кај нацистите. А кај Тоше го нема само тој момент на ризик, ама затоа има нека обединувачка сила која што е огромна. И таа, мислам дека има духовни, некои спиритуални компоненти што покажуваат дека прашањата на етиката стварно мора да се дигнат и на херојството до највисоки можни инстанции, за да може да се постават од таму, некако одгоре, не знам. Кој сака научни објаснувања, има ли живот на други планети, кој е религиозен, има ли Бог, има ли смисла животот, некако таков тип на херој. И мислам дека музиката има таква духовна компонента, некоја баш религиозна, молитвена компонента. Ама тоа во комбинација со Тоше како лик, значи не само музиката, туку заедно двете, да, можда ете тоа е херојот на нашето време. Филип, Тоше... Но катарзата се случи по трагичната смрт. Да, да. Да е подстами на смртта на председател Трајковски. Да, слично. Веројатно не може да се сведе на некое надградено, модернизирано сваќање на хероите. Сепак во овој случај станува збор за задоснет рефлекс кој што се акумулира кај луѓето и се ослободува во моменти на трагичен настан. И тоа кажува многу за нас како нација. Мислам дека ние не сме различни од другите нации на кои што им требаат херои, но за жал ние нашите херои не знаеме да ги негуваме и да ги на некој начин да ги земаме како наша инхерентна собственост, дел од нас, додека се со нас. И без никакво глорифицирање ни во животот, ни во смртта на овие два значајни ликови од последната деценија за Македонија, загрижен сум каков е нашиот рефлекс како нација. И се обидувам да не коментирам, бидејќи тука ќе се измешаат емоции и не сакам да играм на ничива емоција, сакам да зборувам интелектуалистички. Така. Споменав дека ќе те прашам за ова на Белградскиот универзитет. Дали се согласуваш дека предоминантен е машкиот принцип во идентификацијата на хероите? Па веројатно, да, се согласам. Имаш ли проблем со тоа? Немам, не. Само мислам дека балканскиот, не, секојдневниот наш концепт, кој од нас се застанал пред на некој да му тргне рака за нуклеарно копче да спречи некој да стисне. Нашите животи се составени од нешто друго. Ние сме смртни, некако смртници сме, како да кажам. Така што се составени од друг тип на избори, можда не такви херојски. Сакам да кажам дека жените и мажите се во исто стане, ние тука не верувам дека. Добро, да го направиме последниот круг прашања. Направивме еден пресек, се обидовме нешто колку што дозволува и времето да го направиме тоа, но да го затвориме со вака едно прашање, што вие лично чувствувате, каков профил, имаме ли потреба и кој е тој профил на херој што може да функционира во денешно време. Ти спомна разликата меѓу античкиот период и потоа периодот на нагласената присутност или на религиите и така натаму, кога предоминантно станува љубовта, милоста и така натаму. И главни, ако можам да издвојам, не знам дали ќе погрешам, но херои кои се резултат на такви околности се, например, мајка Тереза, Ганди, тоа се ликови кои од овие во 20-тиот век главно функционираат и главно врз таа основа, па дури и Тоше, да речеме, сега се идентификува преку некакви хуманистички акции што тој ги правеше, пораките во неговите песни, настапите, неговото држање и однесување и така